Во продолжение ќе имам можност да поразговарам со професор, универзитетски, филозоф, еден од нашите најчитани автори. Тој е автор на 13 книги од областа на личниот развој, психата, себеспознавањето. Во моментов исто така пишува нова книга, за која тема ќе дознаеме секако во текот на разговорот, а ќе зборуваме за оној синдром на преполна чаша, односно состојба кога товарот од секојдневните обврски, емоции и стрес станува преголем. Ќе зборуваме за ослободувањето од емоционалниот отров, што ја нарушува нашата внатрешна рамнотежа, за како да се справиме со секојдневниот стрес, анксиозноста и така натаму. Многу теми секогаш имаме што да научиме од професор доктор Зоран Крстевски. Крстевски, ви благодарам што сте дел од неделниот микс. Благодарам на поканата, се надевам ќе имаме еден интересен, позитивен разговор. Така. Вака, професоре, да спомнеме за почеток дека многу често се спомнува тој синдром на преполна чаша. Односно, кога, како што спомнав, состојба кога премногу работи се одвиваат, се случуваат, како да сме во трка со времето. Како вие би го објасниле овој термин? Па тоа стана секојдневие во ова наше современо живење, каде луѓето се постојано под притисок, под стрес, под тензија. И од натрешна гледна точка, каде самите себе си се притискаат, но и од надворешна гледна точка. И понекогаш пукаат нештата, не може да се издржи, доаѓа до тој синдром на преполнета чаша. Кога сме се наполниле со јадеж, со немир, со стрес, со страв, со неизвестност, со борба, со тешкотија, и едноставно луѓето стануваат анксиозни, стануваат некои од нив и депресивни, немаат волја, ги опфаќа апатија и тогаш се наоѓаат во криза на идентитет. А кога доаѓа криза на идентитет, тогаш навистина ни треба многу енергија да се подигнеме. А ние ја немаме енергијата и луѓето се вртат во кругот и неретко инклинираат кон антидепресиви, како решение за своите натрупани слабости. Сега, каде е филозофијата? Не да дојдеме до синдромот на преполната чаша, туку да најдеме механизми како да се себе исцелуваме, себе хармонизираме, како да празниме до она што надворешната средина, па и ние самите понекогаш од превисоките очекувања си го натрупуваме. Значи, кои се алатките како ние да се хармонизираме, како ние некако да се и чистиме, детоксицираме од сите влијанија. Затоа што гледате, се не трупаат со тие отрови, тоа во индиската филозофија се нарекува клеши. Значи, ние сме полни со некои клеши. Тие клеши ни произлегуваат од емоции. Може би некоја навреда, може некоја повреда, може би некој бил оставен, може би некој бил напуштен, може би изгубиле блиска личност, може би не добиваат љубов како што треба, може би самите не си се прифатиле, може би се полни со емоционален отров. И се гледате, чашата се полни заради емоции. А блискоста, радоста, топлината, љубовта, прегратката се едни од алатките кои ни ја празна чашата. И са колку се тие присутни? Тоа е првото прашање. Второто е од аспект на умот. Може би премногу размислуваме, може би премногу обврски имаме, може би на работното место не притискаат, може би ние се занимаваме со роковите кога да стигнеме што да оствариме. Може би немаме механизми како да се справиме со се поголемите притисоци. И стресот не разјадува, затоа што нон-стоп размислуваме, а ништо не решаваме. Легнуваме заморени, стануваме заморени. И што во тие ситуации? Па во тие ситуации прво мора да најдеме начин она што не притиска, она што не повредува, она што не изместува, дали може да го промениме. Ако е производ на минатото, ние не можеме да отидеме во минатото да ги подобриме, да ги промениме нештата. Единствено не останува да го прифатиме минатото. Значи, гледате, имате извор на притисок, извор на товар, може би произлегува од минато. Некој однос, некоја состојба, нешто што се случило, нешто што не разјадува, нешто што ни создава тага. И сега ние мораме да размислиме. Има ли опција да го промениме? Има опција. Опушти се. Штом има опција да го промениме, ќе го промениме. Дали веднаш ќе го промениме? Може би веднаш, ама ако не можеме веднаш, создаваме патека, работиме на себе дека тој проблем ќе го тргнеме. Ако е проблемот производ на минатото, ние мораме да го прифатиме минатото. Од другата страна, главниот проблем е во држење на нештата. Значи, замислете, ја држите на вредата. Го држите чувството на помала вредност. Држите дека сте се развеле. Држите дека децата отишле во странство. Држите дека нешто се случило во вашиот живот, каде што емоционално сте во набој, во еден вид на внатрешна дисхармонизираност. Што треба да направиме? Да почнеме да ги пуштаме нештата. Ако некој не е за нас,
и чувствуваме дека со него не напредуваме, го пуштиме. Ако чувствуваме дека врската поминала, дека нешто се случило, дека ете не сме успеале, да го пуштиме тој, да го ослободиме од нашата подсвест, да го ослободиме од нашето емоционално ниво на свест. Каде што гледате, нашата свест оди во фаза на преживување, оди во фаза на себе борба, оди во фаза на докажување. А што треба да направиме? Да пронајдеме некои алатки на спокојство, на мир и нештата да ги пуштиме или да се одврземе. Зашто ние сме врзани. Врзани сме дека мора да бидеме најдобри. Врзани сме дека сите треба да не прифатат. Врзани сме дека треба убаво да изгледаме и дека тоа е денеска на цена. Врзани сме дека мора да имаме нешто брендирано или нешто да докажеме или нешто да постигнеме. Не сме врзани со тие работи. Ние сме врзани со мигот на сегашност. Во мигот на сегашност е битно да го направиш тоа што те хармонизира, што те опушта. Че ние треба да врземе за мигот. Во мигот ние правиме емисија. Тоа е најбитниот миг. После овој миг некој друг миг ќе најдеме, па трет, па четврт. Проблемот е во товарот. Точно дека луѓето чувствуваат притисок и од самите себе, но и од општеството во денешно време. Некои норми кои што може би се подразбираат за нашето општество, за Балканот, и има луѓе кои што притисок едноставно чувствуваат од сето тоа. Еве како што спомнавте вие, да сме најдобри, да сме нај во секој поглед. И па Марија, гледате се. Повисоко, посилно, побрзо, најуспешно. Дали создава притисок? Дали во денешно модерно време на живење материјалното испадна најбитно, статусното испадна најбитно? Да. Гледате борба за лајкови, борба за внимание, борба за прифаќање. А каде е односот кон нас самите? Дали ние, бегајќи од соочување со самите себе си, инклинираме да очекуваме прифаќање од другите? Дали имаме ние можеби проблем со самите себе си? Па ние не сакаме да нурнеме во својата емоција, во својата душа, да ја видиме состојбата на нашата душа. Ние се потхрануваме со тоа што некој ќе не сака, некој ќе не прифати, некој ќе не подигне, некој ќе ни даде некоја пофалба и така натака. И тоа е добро. Тоа влие на самодовербата. Тоа влие на позитивната вибрација. Но е тоа опасно ако станеме зависни од другите. Че гледате, инфлуенсерите зависат од лајковите. Некој зависи партнерот нонстоп да биде тука до него. Некој зависи од родителот, па се врзал. Не може да се ослободи од таа папочна врпца. Некој зависи од потребата материјално нонстоп да создава и да акумулира некое богатство. Но веројатно тоа е бегство од нас самите. Веројатно има некоја празнотија во душата, поради која ние не се соочуваме и не работиме на себе си. Што е се работа на себе си? Дали тишината понекогаш е многу битен фактор? И времето поминато сами со себе. Така е. Дали тоа нас треба малку да не акумулира ова што рековме, некоја позитивна вибрација, да ја празниме чашата? Значи, гледате со себе. Морам да бидам со луѓе, затоа што ако бидам со себе си станувам анксиозен. Значи имаме проблем со себе. Да. А што ако тие другите се тука со тебе само заради некоја нивна одредена цел, можеби повторно зависност, можеби некој интерес и така натака. И тогаш ние создаваме лажни односи, неавтентични односи. Бараме решение во некој партнер, дека мора да имаме партнер, па не е битен каков е партнерот. Дека мора да имаме пријатели колку да се јавиме, да ни се јават, а не е битно квалитетот на пријателството. Мора да работиме нешто колку да обстанеме, а не сме стрикни на работното место. Мора да одиме по шопинг, бидејќи тоа ни го намалува стресот, и мора константно да станеме жртви на потрошувачкото општество. Гледате, фокусот станува кон надвор. Не станува фокусот кон внатре. Кога станува кон внатре, првото прашање кое треба да си го поставиме: во каква состојба се наоѓа нашата душа? Значи да видиме, можеби е повредена нашата душа. Можеби не сме автентични со нашата душа. И на крај да бидеме реални. Еве, што е реалност? Можеме од скала од 1 до 10 да си стадиме оценка во некој полење од животот до каде сме стигнале. Значи прво до каде стигнавме, второ кон што се движиме и трето во каква состојба се наоѓаме. Значи до каде сме стигнале, можеби некогаш не можеме да стигнеме највисоко, па немаме некоја успешна љубовна врска или не сме направиле нешто кој знае каков резултат на тоа поле. Или во професијата некако уште не сме се докажале. Таму се наоѓаме. Резултатите се можеби број 5. Од 1 до 10 број 5. Но гледате, многу е битно кон што се стремиме. Дали од 5 одиме надолу или одиме нагоре? За да одиме нагоре треба да имаме волја, треба да имаме визија, треба да имаме надеж. Значи затоа нештата се менуваат. И во ова што го кажав. Прво прифати го тоа што не можеш да го промениш. Второ, одврзи се или пушти ги луѓето кои што едноставно
не те сакаат, не те почитуваат. Одврзи се од емоциите кои се болни спомени, кои што те разнебитуваат. Одврзи се од тагата, бидејќи се е процес на менување, се тече, се менува, денеска си тажен, утре може да постигнеш виталност. Почни да работиш на промената. Промената е, види во каква состојба се наоѓаш, даде си оценка во твојот живот, нека биде реална. До сега во мојот живот дојдов до оценка број 6. Од 1 до 10 и не е толку лошо, е над просек. Нема човек кој може да даде оценка 9 и 10. Тоа прашање дали постои таков човек. Значи едноставно ние мораме да се движиме, затоа има движење кон врвот и кон дното. Ако си во дното, ако си го допрел дното, веројатно нема подоле, а живееш, постоиш. Тогаш само треба да најдеш алатки да се подигаш. Ако си на средната точка, а ги ја губи силата, волјата, паѓа со духот, стануваш анксиозен, немаш позитивни мисли, тогаш одиш надоле. И гледате колку одиме надоле, колку пропаѓаме со емоциите, со духот, со умот, со визијата, толку утре повеќе време ни треба да се искачиме до средната точка. Значи првата филозофија е да го намалам паѓањето надолу. Нели, паѓам заради партнерство, паѓам заради работа, паѓам заради некое здравје или нездравје. Паѓам затоа што духот ми е слаб, паѓам затоа што немам волја, сум апатичен, паѓам затоа што не ја гледам смислата. Паѓам. Прво што треба да направи, застани, не паѓај, стопире. Ама пак сум доле. Добро е, стопираш да не паѓаш. Ево тука сега најди алатки како да се подигаш. И тука во моите книги секако дека има многу алатки. Вие сте ја прочитале книгата, а јас си ги кажам некои. Сите ваши книги. И еве тука имаме дел, значи излез од криза, љубовни патокази и будење на позитивната енергија ги земав. А еве сега баш од будење на позитивната енергија ми се отвори една страна случајно. Јас често пати велам која е страни да отворат гледачите која ги читаат вашите книги, има мудрости во неа и вашите книги е убаво често пати да ги читаме. Не се ова книги кои што еднаш само ќе се прочитаат и толку, туку напротив, треба да ги имаме до нас за постојано да си ги препрочитуваме. Вели вака: битно е да знаете што сакате и да верувате во тоа што го сакате. Да го визуализирате тоа што го сакате да го постигнете и да замислите дека сте оствариле позитивен резултат. Так. Апропо нашиот разговор. Так. Па Марија, значи прво како што рековме, опасна илузијата да си наметнеш дека си послаб отколку што си. Може би си многу посилен, може би си издржал многу притисоци, може би си се снашал во некои искушение. Во човекот го има поривот за опстанок. Значи има во тебе капацитет кој треба да се пронеде. Второ, како да го пронедеш? За тоа што го визуализираш најдоброто можно сценарио. Значи визуализираш работно место, визуализираш партнер како што си го посакуваш, визуализираш дека си во хармонија, во рамнотежа. Значи се гледа себе си у таквата состојба. И вметнуваш радост. Гледаш кога гледате вие. Кога јас се зборувам за убава, позитивни од мене излева некоја убава витална енергија, затоа што јас размислувам за позитивното. Зашто гледам да го видам она што е пред мене како шанса, како остварување. И тогаш треба да се соживееш како да тоа е веќе дел од твојата сегашност, од твојата стварност. Значи гледате, визуализирам нешто убаво, визуализирам напредок на децата, се гледам себе си у таква ситуација, ги вметнувам емоциите и му давам информација на умот како да тоа веќе се случува. А умот функционира врз основа на она што го храниме. Затоа се вика човекот е таков каков што се храни. И какви ти се мислите, таков ти е живот. Така е, се храни со убави мисли, се храни со оптимизам, се храни со виталност, се храни со љубов. Значи ние треба на умот да му дадеме. Но затоа прво треба да запишеме афирмации. Афирмации, што точно е нашата цел? Сакам да патувам во странство, например. Или сакам да се одселам. Или некој сака да биде мајка, да е некоја. Си направи една визуализација. Си напише, ако треба на тетрадка, си даде еден рок и почна да се визуализира. Се замислува себе си како нели си го држи новороденчето, како е стрекна, радосна, како сите се заедно, како има една семена топлина, хармонија. И гледате, тоа го проектира кон космосот. Затоа и Спасителот Исус Христос каже: чукни да ти се отвори, посекај за да најдеш. Побарај ќе добиеш. Значи гледате филозофијата на мудроста која е нашиот однос кон себе, што ние од себе одлеваме кон другите, што ние од себе даваме за себе. Значи ние за себе даваме позитивна вибрација. Ова е процес, треба да го веруваме. Ако не имаме отпор на ментално ниво или на емоционално поле, ова нема да се оствари. Но гледате, еве има и, да речеме во Британија, соби за смеа. Значи влегуваат у собите за смеа, им пуштаат ред
филмови или има нешто, некоја програма или има некоја комуникација или има нешто што луѓето ги подига, ги тера да се смеат. Што гледате смејата, оптимизмот, вербата, волјата, чувството дека патувам кон остварувањето на луѓето им дава посилен имунитет. А гледате обрат. А тоа е синдромот на нашето живење преку 35 години. Луѓето се повеќе се поболни, луѓето се повеќе инклинираат кон антидепресиви. Луѓето се помалку и помалку се чувствуваат стрекни. Зборувам за луѓето у Македонија, а и во светски рамки е така. Кој е причината за таквата состојба? Прво е тагата. Значи 35 години се живее како во тага. Како во еден вид на неприфатеност, како да нешто не се оствари, како да толку се потрошивме, ништо не реализиравме. Како да едноставно немаме волја, немаме виталност, немаме цел. Значи живееме по тага. Тагата е состојба која се менува. Можеме ние да излеземе од тагата, ама ние ако ја прифатиме, обстанеме во тагата, таа ќе биде дел од нашето секојдневие. И што и да ни принудат пред нас, ние нема да го почувствуваме како убаво. Бидејќи живееме со црното сценарио. Живееме дека било тешко, дека ќе биде тешко, ќе биде најтешко. И тогаш ние останавме во тагата. Или живеат луѓето под синдромот на гневот. Имате потиснат гнев, имате рефлектиран гнев. Рефлектиран се нервозни. Во сообраќај, во комуникација, кон партнерот на работното место. Мобинг се случува, зашто се случува, некој е незадоволен, некој е фрустриран, проектира гнев. Живее со гнев кон себе си. Не се прифатил, чувство на вина, грижа на совест, зошто ми се случи, зошто дозволив, зашто ме повреди, зашто бев слаб, зашто судбината е таква и отпор кон себе си. Да. Тогаш со тој потиснат гнев и со тагата појава на болести. Полека спонтано се појавуваат. Затоа емоциите кои се неразрешени, емоциите кои се потиснати, а се производ на тага гнев, често се предизвикувачи на некои тешки болести. Потоа, стрес, тешкото време на живење, напнатоста, брзото темпо на живење, притисокот од другите, притисокот од себе си, неодврзувањето, неприфаќањето на работите кои поминале, автоматски ни создава стрес. Кога си во стрес, ти живее со синдром на обстанок, со синдром на преживување. Ти гледаш да се снајдеш. Иако има акутен стрес, има хроничен стрес. Тој акутен се појавил поради одредени причини. Хроничниот е опасен, ако е константно присутен. Тој гледате пак нашето тело е под закана. Се појавува кортизолот, хормонот на стресот. Постојано е активен, ние чувствуваме топлината, не офатила, внатрешно како да не разнеби тоа, како под кожа да го чувствуваме. Бараме алатки и мора да пронајдеме алатки. Кои се алатките? Природа, прошетка, добронамерни лица, читање книга, убава инструментална музика, happiness фреквенци, некоја цел визија, афирмација, молитва, одење во духовни храмови и работење на психолошката основа. Психолошката основа, како што кажав, мора да го прифатиме тоа врз кое не можеме да влијаеме. Значи, некоја личност така се однесува. Ние не можеме незе да ја промениме, можеме да го промениме нашиот однос кон незините зборови. Значи, гледате, некој не храни со неубава енергија, некој не храни со нервоза, некој не храни со одбивност. Ние мораме ли тоа да го прифатиме? Ние сме тие кои сме слободни личности. Ние го прифатиме она што е добро за нас. А не да ни го вметне сето тоа отровно влијание во нашето срце и ние да се чувствуваме слабо и да живееме под стрес. А кога живееме под тага, стрес и во случајот гнев, ние живееме во страв. Затоа што ние не знаеме во секој момент што ќе ни се случи. Како одбрамбено. Еве и од вашата книга Излез од криза, која исто така е многу корисна, би прочитала: бегството од проблемите создава уште поголеми болки и страдања. И тоа многу често се случува. Да луѓето не сакаат да се соочат со проблемите, туку како да ги ставаат под тепих. Соочувањето со тешкотиите, анализата на причините кои ја создале кризата е поттикот што ја потреба на нашата личност. Так. Прво, кај кинезите, зборот криза има двонасочност. Првото е опасност, има нешто на кое треба да работиш, да го надменеш, а второто е шанса или можности. Секоја криза отвора можности. Затоа се вели, барам пат за излез од кризата. Може би некаде сум грешал, може би доцна сум легнал, може би не сум внимавал со исхраната, може би сум дозволил сите да ме разнебитуваат, премногу сум се дал, сум се жртвувал, а на крај немам време за себе. Може би енергијата сум ја прерастрошил. Сите тие состојби да ме довеле во криза. Имам недостиг на енергија, имам недостиг на визија, имам некој страв, имам некоја тага. Треба да работам како ова да го надминам. И затоа се вели, кризата
искористија како шанса за подобрување, за надминување, за искачување. Бидејќи и спортистите, за да постигнат високи резултати, они мора да дадат многу повисока сила на енергија. Тие мора да тренираат, мора да вежбаат. Значи, секоја криза, секој надпревар, секоја борба, секоја ситуација не значи уништување, туку соочување и надминување. И затоа не треба да бегаме од проблемите, бидејќи постои и синдром на ставање на проблемите под тепих. Кога ги ставаме под тепих, тие се тука присутни. Тоа ви исто како кога ќе ви дојдат гости и вие во тој момент, бидејќи доаѓаат гостите, облеката, чорапите, весниците, расфрланите работи ги ставате под кревет или некаде таму ги ставате во регалот. И што сте направиле вие? Само сте замаскирале. Проблемот останал, вие го решавате инцидентно, тогаш кога доаѓаат гостите. А утре пак се сочувате со нередот. Нередот во домот е состојба на неред во главата на човекот, во емоциите на човекот. Значи, ние треба да правиме чистота. Значи, гледате, однос кон себе како чисти мисли, позитивни мисли, јасни мисли, што сакам, што можам, јасна представа пред себе си со кого си имам работа, анализа со кого си имам работа на работно место, анализа какви се нашите најблиски, што треба да направиме и правење еден колку толку ментален штит. Затоа што ние мора и да се заштитуваме. Гледате, да се заштитиме да не ни ја земат енергијата. Да се заштитиме од себе си, бидејќи некоја сме гневни, нервозни, фрустрирани. Да се заштитиме бидејќи ни се понекоја силни емоциите, како да ги зајакнеме емоциите, додат во позитивна насока. И најчесто, Марија, сигурно ќе ме прашате, од каде доаѓаат најголемите емоционални удари? Каде што потешко може да се заштитиме. Значи, гледате, може да се заштитиме од надворешен фактор. Колку толку. Не можеме идеално, ама може да се заштитиме. Се дистанцираме. Но како да се дистанцираме некојаш од нашите најблиски? Нашите најблиски, дали се деца, дали родители, дали партнер, па тие живееле, тие осознале, тие акумулирале. Може би гнев, може би незадоволство, може фрустрација, може би несвесност, може би некои проблеми, може би болки, може би страдања. И ние, колку и да бегаме, ние ги чувствуваме. Се е пренос на вибрација, се е фреквенција. Вие со најблискиот сте споени и на енергетско духовно ниво. Вие чувствувате неговата болка. Како вие да се заштитите од туѓата болка? Таа туѓа болка на неуспех во школото, на некој проблем во љубовта, на неприфатеност на улицата, на некои потешкоти на работата, и вас ве зафаќа. А камоли некои здравствени проблеми, некои состојби кои го разнебитуваат блискиот. И тоа, гледате, влегува во вашата емоција. И вие чувствувате слабост, и ако тоа константно го гледате, и вие влегувате во стрес. Значи, стресот не е секојаш производ на нашата мисла и на нашата енергија. Некогаш стресот е производ на надворешните околности, а неретко и најчесто во домот и семејството. Бидејќи можеби партнерот не може да ве разбере она што ви очекувате да ве разбере. Има некој проблем, или некој не е доиживеани работи од минатото, или нешто му се случувало во семејството. И вие сте со него, вие не можете одма да го напуштите или да барате не знам какво решение, вие го гледате проблемот. Вие може да разговарате, ама тој може нема да ве разбере. А ви имате деца, па вие гледате како тие деца да ги подигнете, а се сочувате да едниот оди во една насока афирмативна, другиот не знае што со себе, паѓа со духот, паѓа со енергијата. Вие зема вашата енергија. И тоа трае и вие само може енергетски, психофизички да паѓате. Но гледајте се. Вие ги сакате децата, вие сакате да напредуваат децата, вие мислите најдобро на децата. Вие сакате да има семена хармонија. За се потребни двајца, ама едниот тешко тоа го разбира. Но вие имате добра цел. Тоа се децата и нивниот напредок. Како децата ќе напредуваат, каков ќе биде нивниот напредок, ако вие паѓате, ако вие се уништите, ако вие се депримирате, ако овој негативецот вас ве повлече у бездната. Каква е перспективата на децата? Никаква. Значи, вие мора да се подигнете. За доброто на децата ќе речете, ово е таков, дај да видиме со тек на време како да го решаваме проблемот, да има тука опции 1001 како со него да седнеме, ама он има отпор, не сака да седне, тогаш ние седнуваме со самите себе си. Гледате, тоа е само говорот. Само мотивацијата. Ние се сочуваме и ќе си кажеме. Моментално проблемот е тој. Морам да ги подигам децата, морам да работам, морам да создавам екзистенција, морам да имам посилен, морам да имам појака емоција, морам да се заштитам. Вие работите на поткранување на вашиот дух, а не на паѓање на вашиот дух заради судбината на некомпатибилниот партнер, или на проблемите во домот, или на потешкотиите на работното место. И замислите работното место и неубавите енергии, вас да ви ја одземат вашата среќа и вас да ве направат депримирани и тоа да се одрази на децата. И потоа велат зашто децата се нервозни, фрустрирани, зашто создаваат
конфликти со другите деца и ред аспекти, затоа што се приматели на вибрација. А како ние сега што може да попримеме вибрацијата околина, така во една просторија ние чувствуваме вибрацијата на сите во просторијата. Па некој со тешка вибрација, тешка енергија, тешка емоција, и ние ќе ја попримиме. Ние сме кај луѓе кои се тажни, изгубиле некој близок, не одиме да изразиме сочувство. Целата енергија нас не зафаќа. Да. Не одиме кај што има свадба, кај што има веселба, кај што има радост, кај што има убавина и нас не зафаќа. А замислете, ова се случува секој ден во семејното јадро, каде што некоја енергија не е добра. И замислете производ на таа енергија затоа што некој е незадоволен, фрустриран, затоа што не може да се справи со проблемите. И тога сакал неќел се одразуваат и на другиот човек. Еве, токму ова што го велите вие, и во излез од криза го пишува, вели вака: најголемата мудрост е да се чуваме себе си од лошите мисли и постапки, но и да се заштитиме себе си од тугите лажни зборови и побуди. Така е. И ова е многу корисно. Многу корисно и многу битно. Гледате, прво е самите себе си да најдеме алетки да се подигаме. Рековме, читање книги не е роден мудар. Да. Мора да се надградуваме, мора да евоцираме убави спомени, некога сентименталноста многу помага. Че гледате на масата имаме и убави чаши и неубави чаши. Имаме убави искуства, имаме неубави искуства. Се лепиме за убавите искуства, се присетиме кај сме биле, што сме направиле, И што сме постигнале. Така е. Например, самите со себе, нели, многу често сега со социјалните мрежи луѓето се споредуваат едни со други. А најважно е ли сепак самите со себе да се споредиме каде сме биле, каде сме денес и каде планираме. Ма прво тоа е илузорно сега да очекувам што ќе мисли публиката за мене за ова што го зборувам. Битно јас што мислам, како се чувствувам и со добра намера да пренесам ова енергија. Значи ја да бидам задоволен од себе. Да гледам да направам добро дело. Па сега некој нема да сака да го гледа тоа, некој ќе го нападне, некој ќе навреди. Да. Тоа е негова состојба на духот. Ние не треба да зависиме од тоа кој колку како. На крај има космос, има Бог, има вибрација, има карма. И сето тоа ние ако го правиме како добра намера, како позитивна енергија, значи ни се врати. Така што фокусот како другиот не гледаат, колку другиот ќе не прифати, колку ќе не лајкне, е непотребен. Убаво е да попримиш, ама не си должен само заради попримање на туѓата енергија да си изгуби себе си. Туку треба да што со себе си, ги менаџира своите мисли. Каде одат моите мисли? Но ја менаџираш и својата енергија. Тоа е големата мудрост на 21 век. Значи порано во претходниот век беше баш мислите како ги моделираме. Што е уште од картезијанската идеја од Рене Декарт. Мислам значи постојам. Значи мисли за да постоиш, за да обстанеш. Екзистенција, состојби, борби, тешкоти, вложи во умот и се наметна когнитивната интелигенција. Ама се запостави емоционалната интелигенција и луѓе да станува поотуѓени. Гледате у денешно време некој да падне тешко ќе му претрчаат. Не ги интересира, си тераат по својот пат. Ова и на запад и секаде почна да биде. Значи емоционалната интелигенција е ичезна. Но кој ги прави комплементарни? Сите структури на човековото битие. Емоционална интелигенција, когнитивна, социјална и спиритуална интелигенција. Гледате, за да бидат целосни. За да сите бидат целосни, а не е лесно да бидат целосни, потребна ни енергија. Зашто ние сме енергетски битија. Нашата енергија се дава, но нашата енергија и се акумулира. Има, дрвава да ги гушкаме, ќе ни дадат енергија, љубов, топлина. Едно куче, едно животинчиња да со нив се споиме, ни даваат енергија. Да. Блискиот кога има мака кој ќе го прегрнеме, му даваме енергија, малку му подсмируваме. Да. Значи ние треба да акумулираме енергија и да заштитиме енергија. А што ако ние расфрламе нашата енергија, производ на неубави мисли и неубави емоции. Значи ја даваме, но негативно мислиме, нонстоп се плашиме, нонстоп сме тажни, нонстоп сме во стрес, нашата енергија оди. Ние ја губиме енергијата. Утре доаѓаат опасностите, болести, стресови, тешкоти, немаме енергија. Потоа емоции. Нонстоп се жалиме, нонстоп некого го обсипуваме с емоции, нонстоп сме насочени кон другите, се запостуваме себе си. Бараме да не сакаат. Па тој ако не сака да те види онаку колку како што вредиш, тој колку да му даваш никогаш нема да те види како вреден. Значи направи анализа каде оди твојата енергија. Значи гледат каде се насочени нашите мисли, како менаџираме со нашите емоции најтешкото прашање, каде и колку како ја надополнуваме и ја даваме нашата енергија. Зашто ние да биме дофатливи на секого на телефони, на мобилните телефони? Зошто ние било кому да му се отвараме, да се трошиме, да зборуваме, на крај ништо не разрешуваме. Значи ние мораме, она што го реков, да се сочиме со себе си и да сватиме. Како да имаме сега тука пред нас една бомбонјера. Во таа бомбонјера има точно определени колачиња.
Тие колачиња полека се трошат. Ние со текот на времето, на годините, на месеците ги јадеме тие колачиња. Ние еден ден ќе останеме без колачињата на животот, како задоволство, како среќа, како бавина. Видите, едноставно консумираме и едноставно се тече, се семенува, ни поминува животот. Зашто ние да брзаме да ги зедеме сите колачиња денеска, утре, задутре, а утре сме паднати и немаме сила, немаме енергија. Ние треба да уживаме во секој вкус на колачето. Па нека биде прошетката, нека биде разговорот, нека биде некоја книга напишана, нека биде некој резултат, нека биде некој убаво приготвено јадење. Значи полека уживаш во твоите колачиња, тие се тие колачиња. Не сме ние сега, не знам во кои години млади, па да брзо имаме во вид дека се е пред нас. Не, понекогаш доаѓаме у средновечна криза, се вели тоа. Кога ние мораме да застанеме, да се смириме и да кажеме што е сега најбитниот фактор во мојот живот? Мирот. Значи, гледате, Марија, за да имаме мир, треба да имаме енергија. Ако имаме немир, ние можеме енергија. Нашата енергија оди во борба за опстанок. Да. Луѓето во Македонија 35 години се борат за опстанок. Се сведоци на огромен број на неправди. Значи, ниту се цени што се вели интелектуалниот потенцијал, ниту се цени духовниот, ниту се цени етиката, ниту добрата намера, се цени партиската книжка и непотизмот. Луѓето се паднати и чувствуваат недоверба, најчесто заради своите деца, и не се чувствуваат среќни или ќе се приклонат, па и они заедно со сите во матното, или ќе држат до страната до некој морал, етика, но ќе се чувствуваат обесправени. Тоа го разнебитува духот на човекот. Автоматски, кога се живее во тој вид на состојба на духот, ние не сме среќни со себе си, ние не сме исполнети, бидејќи гледаме децава се мачат, дека завршиле факултети, гледаме личниот доход, гледаме дека мора да одат во странство, па се одвоени од нас, па растат внучињата, па не ги гледаме внучињата, па понекогаш се гледаме по социјални мрежи. Дали тоа го разнебитува Апсолутно. повозрастниот човек? Да. А он вели зашто таа семена традиција, семено огништо, таа поврзаност, таа доверба, таа блискост, таа преградка, тој убав разговор да го немам. А го нема. И луѓето почнаа да се отуѓуваат. Прво, зашто има голем број на анксиозни луѓе, незадоволни и фрустрирани, напаѓаат, атакуваат туѓа енергија. Второ, има користољубивост. Гледа само да искористи, да ти изманипулира. Трето, нема никој време за никого. Секој се бори сам да опстане. И сега гледате, ние неретко чекуваме другиот да не потхрани. Па може другиот има проблеми, тешкоти и не може да те потхрани. Но од друга страна, па премногу се даваме, идеализираме, нека го веруваме дека е идеален и на крај се разочаруваме и стануваме отуѓени. И гледате, луѓето почнаа да се отуѓуваат. Или се емоционално повредени, или се полни со емоционален отров, или се незадоволни од нешто што им се случило. И во тој случај љубовта каде оди, каде патува оваа книга што ја држи? Љубовни патокази, навистина книга која што многу е корисна, зборува за љубовта, партнерството, зборувате за емотивноста, за тоа дали постои совршена љубов, сличности и различности во љубовта, дали постојат сродни души. Навистина различни теми во однос на љубовта обработивте во оваа книга, Зоран. Таа помалку ја зема, тебе програмирање на умот најпродавана книга на сајмот на книгата. И веќе скоро ја нема, дали имам ја неколку примероци. Значи работат на себе, низ призма на умот. Еве, исцелување на душата, премногу читана книга. Да. Дали тоа што луѓето имаат повредена душа, дали нешто им се случило, па бараат лек за исцелување. Тука видат некоја криза, ги фаќа страв. Помалку ја читаат од исцелување на душата, и ова е прекрасна книга, исто колку да. Што е? Мокта на умот, мокта на срцето е една од најчитаните книги. Дали луѓето инклинираат кон моќ, сакаат да постигнат некоја моќ. Но еве, заштита од злото и негативни вибрации, таа книга многу се читаше на времето. И кармата, исто мокта на кармата. Таа се распродаде целост. Да. Еве, ова будење на позитивна енергија е исклучително битна книга. Во денешно време има и методи како ние да ја пробудиме. Значи, гледате, ако ние не се пробудиме, ако не живееме свесно, ако не внимаваме на себе си, нема кој да не спаси, ниту од себе си, ниту од другите. Втор фактор. Ние во ова наше општество мораме да се подготвуваме. Ова зборувам за луѓе кои не инклинираат кон партии. Тие што се у партии некоја надеж имаат дека кога ќе дадат нивните па ќе просперираат. А не просперира најпаметниот, најучениот, туку оној што е најподесениот за тие нивните лидери. Едноставно, овие кои не се естаблишментот, кои се на страна, мора да се подготвуваат, мора да работат на себе, мора да се подхрануваат, мора да се зајакнуваат. Зајакнувањето оди со информацијата. Информација која акумулирам, која ме подига, а не ме заглупува. Не се трошам на празни муабети, не се трошам да гледам не знам какви вести, не знам какви влијанија, не знам какви состојби. Гледам она што ме подхранува.
Второ, времето. Времето некогаш е најскапоцениот ресурс, бидејќи нели како оди годините, може ќе ни недостасува времето. Ама не треба да се окупираме ние со времето. Дека времето го изгубивме. Па времето е пред нас, го имаш мигот, постоиш, можеш да дишеш, можам да дишам. Тогаш можеш да ги менуваш работите. Значи има однос кон времето. Времето денеска добро организирам. Каде одам, каде шетам. Професоре, колку се луѓето денеска способни да излезат од комфортната зона? Еве спомнавме дека доколку се наоѓаме во ситуации, во средина која што не разнебитува, да излеземе од истата, без разлика дали дома, на работа и така натаму, но колку луѓето се подготвени да превземат ризик? Па ретко преземат и тоа е еден од проблемите. Убаво ви е прашањето, бидејќи тие се оние мои алатки кои ги работам се за една нова книга, 52 методи. Сега треба у Прилеп да држам предавање, не знам која ќе се емитува емисијата, но таму баш ќе ги фаворизирам тие филозофија П. Значи гледате, првата е прифаќање, втората е пуштање, третата е ова што вие го зборувате, промени. Значи мора да создаваме промени. Промени се случуваат во нашето битие, промените некогаш бараат одлуки. Кога ќе донесам ја една одлука, таа одлука треба да ја следам на краткорочно и на долгорочно ниво. Значи ние треба на краткорочно ниво да донесеме одлука дека сакаме да се менуваме, дека сакаме да промениме некои навики, дека нашите невронски мапи дека се менуваат, може да се реструктурираат. Значи замислете, има невронски мапи кои се насоздале од детството, од младоста, од настани, од трауми, од влијание, од негативности. И ние сме се стегнале, нешто не функционира. Но колку повеќе стекнуваме свесност, колку подобри навики, колку поголем тренинг, колку повеќе вежби, толку нас не е подобро. И затоа во Британија, например, ја спомнувам, пишував за тоа во оваа книга Будење на позитивна енергија, имаат практика да одат во душевни болници, да одат во гробишта, да одат во болници. Се препорачува да видат каде е маката, тежината, тагата, каде е борбата, каде е обстанокот, каде е веќе тоа што е. Дека се случила судбината и тоа мора да прифатиме. Значи, дека има шанс за сите тие кои што постојат. Во тој поглед, они асоцираат. Прво, мора да играме на свесноста. Што повисока свесност, што повеќе вежбање, препорачуваат медитација, препорачуваат некогаш вежбање кај кинезите тај чи, има јога некој вежба. Некој се опушта кај христијанските исихасти, има тихување, има еден вид насочување кон самиот себе си, значи посвета и барање на светлината. Значи гледате, се внимава на дишењето, се ослободи умот, се опушта умот и се изфрлаат мислите. Ние сме бомбардирани со мисли, со информации, со вибрации, со бучава. И ние немаме мир во себе си, бидејќи сме акумулирали разни отпади. Второ, и самите некоја сме како камион полн со смет. Значи, гледате, акумулираме отпади, дозволуваме да видиме камион полн со смет. Камион полн со смет подразбира дека ние кај да одиме, некој не сретнува и цели негови болки, страдања, трауми, нас не ги префрла. Подиме друг ни се јавил на телефон и само се жали, само се изместува, само ги има проблемите, само нас не полни. Одиме на работа, исто се случува. И ние едноставно сме акумулирани, стануваме се потешки и потешки. И ние имаме мисли кои ги попримаме. Значи, гледате, сега овде нешто да се случи, ние ќе попримиме некоја вибрација, некоја мисли, ќе влезе во нашиот ум. И ќе стане дел од нас во текот на денот. Сме попримиле неубава информација или некој неубав настан. Се случила некоја неубава ситуација и ние таа ја живееме. Ја живееме преку денот, ја живееме пред да заспиеме, ја живееме од кога ќе станеме. И ние тоа сам мислите секој ден како акумулираме. И тогаш ние немаме тихување, немаме мирување. Гледате они што препорачуваат. Застани, опушти се, дојди во состојба да немаш мисли, медитативна состојба, да ги исклучиш. Или пред да легнеш пушти happiness frequency, пушти она музика со една, би рекол, релаксирачка вибрација да те поткрани. Но најголемата, најдобрата релаксирачка вибрација не ви доаѓа од техниката. Ви доаѓа од природата. Сонцето ја дава, ветерот ја дава, жуборот на реката ја дава, птиците ја дават. И книгите исто така. Шумулењето ја дава. Така и книгите, па книга да читаш така на убаво место, птици да слушаш. И затоа Марија јас стои работи ги практикувам, некој ми вели од кај ти Зоран толку младешки дух, како тоа ти го постиг генетика ли е? Не е генетика. Може има нешто генетика. Однос кон себе, однос да надмине синдром на преполнета чаша. Ја имам кажано, дојде чашата да се преполни, ја бегам. Кај бегам? Еве Охрид одам.
Може и да се преселам во Охрид. Скопје веќе стана неподносливо за живење. Скопје асфалтна џунгла. Урбаната мафија го презема. Се деградира, се уништи. Хром, мојата општина Ѓорче Петров, таму кај што живеам. Нема тоа, веќе не е таа населба која што беше. И тоа станува неподносливо. Ако се фокусираш на негативното. Но одам во планина, одам во Поречието, таму пишувам книги. Но и таму дојдоа. Замислете, таму кај што нема да дојдат тие од македонски шуми, таму подружница Македонски брод, таму дале некоја концесија, таму одат со камионите, таму најубавото место го исекле, таму патот се загрозил и таму се деградирале нештата. И се информираат, се пренесуваат работиве, на крај ништо. Значи, онамо кај што најголем мир чувствуваш, таму си загрозен. И се остана Охрид. Па да видиме и со Охрид како ќе се функционира. Но тоа е една од опциите. Побегни од она кое што те токсицира. Понекогаш, кај да избегаш, не можеш да избегаш од себе си. Но барем внимавај каква вибрација, каква околина, какви окружувања имаш. Со кога го поминуваш времето. Можеме за крај, професоре, чисто да најавиме дека подготвувате нова книга и дали би можеле да ни кажете за која тема ќе биде? Па таа веќе е пред крај, ја работам доста време за источните мудрости. Зашто тие се многу голема, би рекол, филозофија на живење, кои еве практикуваат мирување, тихување. Гледате, брзо темпо на живење, исполнето со стрес, со тага, со гнев. Они велат, влези во себе, смири се, опушти се. Во тој поглед ги анализирам јапонците, цела нивна јапонска мудрост и етика, кои препораки, кои филозофии на живење. Ги анализирам кинезите и нив ги согледувам од многу аспекти, Лао Це, Конфуције, Суан Це и така натака, Менеције. Цела кинеска мудрост, па и фенг шуи, тука пишувам однос кон себе си и така натака, персиската мудрост или иранската мудрост, со Заратустра, борбата помеѓу доброто и злото. Потоа тибетанската мудрост. Значи, видите тибетанците како учат на однос кон телото, однос кон умот и зајакнување на духот. Значи, едни, би рекол, големи школи на мудри поуки, каде што пред се човекот треба да го насочат кон себе си. И тука будизмот го анализирам, а будизмот помеѓу другото асоцира дека овој живот е исполнен со болки и страдање. Има причина за болките и страдањата. Неретко најголемата причина произлегува од копнешот. Значи, постојано копнееме, постојано по нешто инклинираме, посакуваме и сме приврзани. Значи, будизмот вели приврзаност, вака, фатеност. Значи, си се приврзал за нешто. Си станал зависен од тоа нешто. И он сум си обседнат со тоа за кое си се приврзал. Некој за егото, некој за мокта, некој за парите, некој за ниските страсти, некој за другата личност. И ние вели треба да се одврземе. На кој начин? Прво, да немаме копнежи, туку да го живееме мигот. Второ, да сватиме животот е полн со болки и страдање. Нема живот, нема човек, нема семејство кое не претрпело болка и страдање. Но вели има решение за болките и страдањата. И сега тука се дава тој осмократниот пат, кој ние методи треба да ги воспоставиме, од кои најмногу предпорачуваат мудрост или себеспознание, етика или правилен однос кон себе, во однос на исхраната, во однос на мислите, во однос на односот со другите луѓе и медитативност, смиреност, опуштеност, тишина, прошетка, развој на своите капацитети, креативност. Еве, креативност е една од големите моќи кон која ние треба да се насочиме. И затоа, ете, Марија, јас креативно гледам да действувам, ете, пишувам нова книга, пред крај таа книга, пишувам и за бесмртност на душата, докаде како тие верувања, дека луѓето денеска се преопседнаа и со таа тема, темата на смртта, зашто смртта не е само од физички аспект. Смртта е поопасна која ќе се појави од психички аспект, кога ни умираат нештата, зашто кога ќе не снема нас, не снемало. Немаме болки и страдања, ама кога живееме, ние неретко живееме, но внатрешно умираме. Нас ни се трошат емоциите, нас ни паѓа волјата, ние ја немаме смислата, ние се губиме во безнадежноста. И затоа еве да ги довршам и тие со буквата П, значи освен промени, многу битен аспект е себе прифаќање или прифаќање. Значи себе се прифатам. Создавам промени и програмирање. Се програмирам на една нова основа, со читање книги, со убави мисии, со добар концепт, со нови невронски мапи кои ќе ми создадат нова една брзина, нова способност, нова елоквенција. И тука е пронаоѓање на смислата. Денеска дојдоа луѓето да ја немаат смислата. Мора прво да ја бараат смислата, а второ да ја пронедат смислата. Но за да ја пронедат смислата уште едно П, позитивна енергија или позитивни вибрации. Чи будење на позитивните вибрации, најглавното е присуство. Знаете што е присуството? Колку сме ние присутни во себе, во своето живење? Дали сме се запрашале? Значи, ние сме насекаде присутни, не сме присутни во себе. Ние не ги следиме нашите
би рекол, невронски виуги. Ние не го следиме нашето срце, состојбата на нашето срце. Ние не анализираме хармонијата на нашата душа. Ние не анализираме што е она што се случува со нас самите. Че не мора да бидеме присутни. Присутни во денот, присутни во животот. Колку си поприсутен во својот живот, толку подобро ќе внимаваш и толку повеќе ќе се заштитиш сите негативни вибрации. Секогаш е задоволство да се разговара со вас и некако нашите интервјуа многу често ги правиме и тука во природа. Посебно е, нели, како што спомнавме, она позитивна вибрација која што има тука каде што сме моментално, во овој парк на Франкофонија, и јас ке ви се заблагодарам. Нашите гледачи со задоволство секогаш ги следат нашите интервјуа, а јас исто секогаш се радувам што има можност да разговарам од вас и да учиме секогаш од вас и од вашите книги. Многу ви благодарам и се радувам и на понатака на убави средби. Благодарам, Марија, со вас е големо задоволство да се разговара. Јас у последно време, дали немам време, дали толку не ми се оди по медиумите, едноставно се одлучувам да одам онамо кај што преовладува мудрата мисла, убавата енергија и да споделиме со нашите почитувани гледачи едни афирмативни цели за да им биде добро. Но најклучното што ова ние го правиме, да им ја споделиме вибрацијата, енергијата. Ако тука сме успеале, се сме тоа постигнали.